Мислам дека суштински ќе се обидам да објаснам дека воопшто не нити размислувам за господинот Зврлевски, нити го познам, нити ме интересира. Секој кој дошол на одредена функција со одредено време ќе треба да се оди, тоа не е спорно. Меѓутоа овдека проблемот со господинот Зврлевски е што фактички со случајот на господинот Зврлевски во собранието на Република Македонија не паѓа господинот Зврлевски, туку со него заедно паѓа и деловникот за работа на собранието на Република Македонија. И ние како пратеници би требало да бидеме заинтересирани претежно за тој дел од работиве, затоа што сето она што е излегло од собранието на Република Македонија како кредибилитет и авторитетна институција кој треба да биде следен од граѓаните на Република Македонија во секојдневниот живот и по хоризонтала и по вертикала, некаде се губи. Пристапот по системот, само уште ова да го прогураме, па после пак ќе се вратиме, ќе го почитуваме деловникот и законите, не е спорно, е можле проблематичен како пристап, затоа што, знаете како, кога ќе тргнете во грешка, секогаш се тргнува со мала грешка. Па ќе направите еден мал чекор, па подоцна ќе направите уште поголем чекор, па подоцна едно време чекорот ќе го продолжите и ќе го забрзате, и тоа е и кога ќе дојдете имате или процедурално? И кога ќе дојдете до стрмоглавиот дел на патеката, господјо Дамчевска, тогаш најсериозно сте во ситуација да паднете во бездна. Господјо Дамчевска, значи, да ги разјасниме работиве до крај, на ова точка на дневен ред деловникот паѓа, мислам, константно се крши, паѓа барем на два члена. Првиот е член е 114, собранието врши избори и разрешување на носители на јавни и други функции на начин утврден со уставот и законите. Со законот е утврден. Начинот ви го цитираат колегите, да не го цитирам, тоа е, мислам, стана толку банална работа, не треба да се зборува за неа. Втората работа на која сериозно се крши деловникот, тоа е член 5 од деловникот на собранието на Република Македонија, колешке Дамчевска, кој вели дека одморот на собранието трае од 1 до 31 август. Се слушаме или не се слушаме? Од 1 до 31 август. Не е спорно да работиме. Сме работеле, меѓутоа не сме работеле на овој начин. Почитувана колешке Дамчевска, проблемот е што собранието некој се обидува да го направи како нешто што најмалку доликува на собранието на Република Македонија. Затоа што ако од собранието тргне непочитување на уставот и законите, тоа се шири прогресивно во сите пори на општествениот систем. И проблемот не е тука, проблемот е што парламентарното мнозинство нема идеја како да излезе од лавиринтот во кој самата има навлезено. Затоа мислам дека работите ќе продолжат во негативна насока. Благодарам.